Од денеска важи законот со кој се казнуваат пешаци кои поминуваат улица користејќи слушалки, телефон и смарт часовник, а истото важи и за велосипедистите, оние кои се на тротинет или мотор, а користат електричен уред. Во моментов полицијата опоменува пеша кој што помина на пешачки премин користејќи мобилен телефон. Но денеска намесно казни полицијата само со опомени ги опоменува граѓаните кои што не ја почитуваат оваа законска мерка. Опомените кои ги пишува полицијата важат само денес, со оглед дека денеска стапија на сила измените на законот за сообраќај. Да, зборам на телефон, да, извинете. Извинете, па добро, ипна ми беше од школа, се враќам да кажам. Казните кои ќе се пишуваат се 40 евра за пешаци кои користат слушалки и телефон дури поминуваат улица, а 50 евра за велосипедисти и оние кои возат тротинет или мотоцикл. Денеска имаше полиција речиси на сите булевари. Иако дел од граѓаните знаеа и кога поминува улица не ги користеа телефоните, имаше и такви кои не ја почитуваа оваа мерка. Некои не ни знаеа дека од денеска важи овој закон. Некои се согласуваат со него и велат дека ќе подобри безбедноста за пешаците, но некои сметаат дека не може целосно да се ограничи користењето телефон. Некој што се движи низ улица со слушалки на уши, треба одма да престане, затоа што животот загрозувачки. Зависи до ситуацијата. Ако е нешто многу важно, јас би мислела дека треба да се опрости и да се дозволи, ама сепак треба да се пази на улиците. Не само и ние, туку и тие што возат, нели? Дали знаете дека денеска се казнува ако носите слушалки? Не знаев денеска дека почна измената. Нели е зелено за пешак? Си поминува, прави муабет на телефон. Дали ќе биде казна? Што мислите, треба да биде? Ја мислам дека не треба, бидејќи е зелено за него. Сам дека е многу паметно и дека требаше многу порано таа да се донесе. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат законот. Почнува примената на измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се усвоени со цел да се унапреди безбедноста на најранливите категории на учесници во сообраќајот и да се намали бројот на случајни сообраќајни незгоди како последица на невнимателно однесување во сообраќајот. Измените за пешаци се воведени за да не се деконцентрираат и да не им се намали вниманието од електронските уреди, дури поминуваат улица и дури се движат на велосипедска патека, додека пак за велосипедистите и оние кои користат тротинет и мотоцикл, да не им се намали стабилноста и сигурното управување со возилото. Тамара Дичевска, Сител телевизија.